од салата во автокоманда во очекување на пријателскиот ракометен надпревар меѓу екипите на македонскиот вице-шампион Металург и швајцарскиот првак Веспрем. Не случајно најуспешниот ракометен колектив на Унгарија. Не случајно хитот оваа сезона во Лигата на европските шампиони, единствената екипа што има 7 победи во исто толку надпревари во досегашниот дел од фазата по групи. Не случајно екипата што има плејада интернационални звезди во своите редови од Хрватска, од Србија, од Шпанија, секако тука се и најдобрите унгарски ракометари, се овде во Скопје, како што велат од таборот на Веспрем. Ретка можност во еден град на само 5-6 километри растојание за 24 часа да се одиграат две супер квалитетни подготвителни средби, имајќи предвид дека вчера Веспрем гостуваше во Кале, беше поразен од Вардар, а еве го вечерва и на Мегдан со Металург. Металург во состав Станич, Ојлевски, Димовски, Пецаковски, Вугриец, Георгиевски, Марасков, Миркуловски, Велко Марковски, Мојсовски, Наумче, односно Никола Марковски, Циндрич, Кеджо, Јоновски, Мјатовиќ и Мандич. Го нема Наумче. Мојсовски се рехабилитира од сериозната повреда здобиена во финишот на минатата година на она дерби со Вардар во СХ лигата, но забележуваат љубителите на ракометот и навивачите на Металург дека го нема ниту Павел Атман, за него подоста. Составот на Веспрем, Алиловиќ и Фазекаш се двајцата голмани. Во составот уште се Виловски, Гулијаш, Герго Иванчик, Шуч, Тамаш Иванчик, Руезга Илич, Мочај, Нач, Джамали, Угалде, Чема Родригеса, Терзич и Сулич. Антонио Карлос Ортега Перес, стратегот на Веспрем, вели дека ова се и тоа како добре дојдени надпревари за тимот што не крие дека има амбиции оваа сезона да обезбеди настап во завршницата на оној популарен Final Four во Лигата на европските шампиони. Јасно е, потајно се надеваме и дека двата македонски представника се со слични, да не речеме исти амбиции, иако не ги презентираат толку јавно, толку гласно, но покажуваат нашите два представника во елитното надпреварување дека имаат и квалитет и желба и амбиции да им се спротистават на најдобрите. Спомена веќе има Лино Червар проблема со составот, имајќи предвид дека без оглед што Павел Атман, еден од носителите на играта, тренира, работи паралелно со сите други, сепак поради повреда не сакаат ништо да ризикуваат со него. Направена е магнетна резонанца, не се работи за кој знае колку сериозна повреда, но реков Атман ќе го нема вечерва на надпреварот, ќе го нема ниту на оној меч во вторник против Бората од СХ лигата, но зато Атман ќе патува во Париз на надпреварот од 8-то коло во Лигата на европските шампиони. Ровити во екипата на Металург се и Ато Јоновски, Дејан Пецаковски, Велко Марковски, но велат мора да се стиснат заби. Едноставно влегува Металург во една исклучително напорна серија надпревари во февруари, не само оној споменат соборец во СХ лигата, туку пред се во Лигата на шампионите, таму некаде во наредните 20 на дена до 23 февруари ќе гостуваат во Париз на 8 идната сабота, потоа гостуваат и во Минска против Динамо на 16 февруари, за веруваме на најубав начин на 23 во Скопје да го заокружат пласманот меѓу најдобрите 16 во Лигата на европските шампиони, иако веќе по колото во идниот викенд може двата наши клуба практично да го заверат настапот меѓу најдобрите 16 екипи. Околу 1000 љубители на ракометот во салата во автокоманда, практично исполнети сите места на оваа единствена трибина. Со задоволство ги поздравуваат не само ракометарите на Металург, туку и најголемиот дел од нив што ги бранеа боите на македонската држава, на македонската репрезентација на неодамна завршеното европско првенство. Се вратија како 10-ти во Европа, што во секој случај представува еден одличен успех со оглед на сите пехови кои ги имаше стратегот на нашата репрезентација обрван пред се со повредата на Наумче Мојсовски.
Како ќе комбинира Лино Червар, велато таборот на Металург од стручниот штаб, ќе видиме на овој надпревар. Имајќи предвид дека на располагање сега на таа лева бековска позиција го имаат Мандич, го имаат и Пецаковски, иако како замена за Раумче Мојсовски веднаш беше ангажиран 20 годишниот хрватски ракометар, ќе го видиме со број 21, Лука Циндрич. Станува збор за, реков, исклучително млад ракометар, но се истакна во хрватскиот шампионат, дојде во Скопје како најдобар стрелец во хрватската лига. Имав можност да го погледнам на загревањето, една интересна градба, не е многу висока, 185 сантиметри, меѓутоа исклучително цврсто граден, има солиден удар, па реков останува да видиме. Како што вели, го видовме пред малку и во кадарот, Левче Китевски, директорот на Металург, запрашан за тоа како се вклопува Циндрич. За сега се е веројатно вели, ова е првиот надпревар на кој ќе можеме да видиме со какви квалитети на вистина располага. Од друга страна пак помошникот на Лино Червар, Александар Петровски, најави дека, или практично спомена да не биде изненадување ако меѓу овие 16 ракометари кои се пријавени во ростерот, во записникот за екипата на Металург, во еден дел од надпреварот ги видиме Мартин Манасков, потоа Жарко Пешевски и Никола Митревски, третиот голман во екипата на Металург, затоа што во договор меѓу двајцата стратези, Лино Червар и Антонио Карлос Ортега Перес, шпанскиот стратег на корбилото на Веспрем, доколку се укаже потреба, а имајќи предвид дека ова е сепак подготвителен пријателски надпревар, дека Лино Червар ќе може евентуално да им даде шанса и на овие тројца ракометари, реков во одреден дел од надпреварот. Во секој случај очекуваме еден убав надпревар, без оглед што двата состави истакнуваат дека резултатот не е во преден план, но во секој случај велат никако пак не е ниту во втор план. Едноставно сите сакаме да отвориме во продолжението на клубската сезона со победа, да одиграме најдобро што можеме. Таков тек има и настаните вчера вечер во салата на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје, кога Вардар и Веспрем одигра исклучително квалитетен надпревар, богата со погодоци. Вардарци славеа на крајот со 30 спрема 28, и тоа благодарение на онаа фантастична серија таму некаде во средината на второто полувреме, кога направија пресврта со серија од 6-1 и успеа водството го задржат до крајот. Го гледаме Дарко Станич, тој ќе почне на голот на Металург, а од центарот први тргнуваат ракометарите на унгарскиот шампион. Реков, екипа што има почувствувано, иако не во овој состав секако, како и да се игра во финалето на елитното европско надпреварување порано купот, сега Лигата на европските шампиони, беше тоа пред 10 години, кога беа запрени од Магдебург. Славе Николов во кадарот, заедно со Ѓорѓи Начевски, нашата интернационална судиска двојка со знакот на ЕХФ. Исто така двајца македонци кои беа и ја представува Македонија на европското првенство во Данска, и тоа на највисоко ниво. Оваа наша судиска двојка доби шанса и, реков, со многу високи оценки од задолжените за следењето на судењето во ЕХФ, ги отсуде оние надпревари на европското првенство во Данска. Најд почнува на десната бековска позиција, Чема Родригес како централен бек, лево со број 21 Џамали. Момир Илич се повреди на првиот тренинг, практично веднаш откако допатуваа во Скопје ракометарите на Веспрем. Не е тоа сериозна повреда, но станува да видиме колку Карлос Ортега ќе му даде шанса на овој надпревар. Еве сега ситуација за удар, меѓутоа Станич ја бележи првата одбрана по обидот на Џамали. Акција на спротивната страна и еве веќе во одушевување Ѓоргиевски го отвора резултатот, поведува екипата на Металург со 1:0. Тоа е кога ќе се отвори добро со одбрана, но ќе треба да се одигра и добро во одбраната. Знаеме што е главното оружје на Металург не само оваа сезона, и туку и сезони наназад. Да видиме Џамали за нач, убава комбинација кон Иванчик на
односно Конгулијаш на десната крилна позиција, меѓутоа одлично сега Ацо Јоновски из негова одбраната имаше проблеми со ахиловата тетива. Ја влече таа повреда, сега Вугринец стартува, има прекршок за 9 метри. Убаво повлечен, иако доста плитко, излегува сега Манасков да одигра фластер над Наче. Знаат ракометарите на Металург од каде може да доаѓа најголемата опасност по голот на Дарко Станич. Нач беше заедно со Џамали еден од најефикасните, постигнаа по 6 погодоци за составот на Веспрем, кој реков убедливо со 14 бодови води во својата група во Лигата на европските шампиони. За тоа потоа и за момента Вугринец успева да пресече, нема шанси за контра, но еве ги аплаузите за оваа одлична игра во одбраната. Вугринец и односно Ацо Јоновски и Велко Марковски одат надвор. Како што најав, Пецаковски сега ќе добива голема минутажа на левата бековска позиција. Миркуловски останува на центар. Циндрич ќе биде негова алтернатива. Ренато Вугринец е десно, на трешната линија практично она најстандардна за Ванчо Димовски. Оваа комбинација оди, ќе има жолт картон, тоа е за број 5 Шуч во екипата на Веспрем, а Вугринец ќе оди за прв пат на линијата од 7 метри. Еве шанса да го совлада хрватскиот интернационалец на голот на Веспрем. Алиловиќ успева. Вугринец, еве го првиот погодок и за Ренато Вугринец за водство на екипата на Металург со 2:0. Трета минута од надпреварот, одлично отвараат ракометарите на Металург, но ќе треба до крај да се одигра. Имајќи пред дека Веспрем покажа со каков квалитет располага, иако и тие долго време не беа заедно, имајќи предвид дека голем дел од овие ракометари кои ги гледаме во бела комбинација беа дел од своите репрезентации на европското првенство. Наче веќе знаете, не беше во унгарскиот состав затоа што беше повреден или се повреди непосредно пред стартот на европското првенство, не многу сериозно, но реков недостасуваат тие заеднички дуели. Убава комбинација за Сулич на пиотменската позиција, прв гол за искусниот 34 годишен хрватски пикер Ренато Сулич. Намалува со својот прв гол на 2:1, не беше дел од хрватската репрезентација Ренато Сулич. Имајќи предвид дека му забележаа на селекторот на Хрватска Славко Голужа медиумите дека морало да има место во ростерот што ги бранеше боите на Хрватска на европското првенство и место за одличниот Ренато Сулич. Меѓутоа изборот беше или размислувањето дека Вори ќе може да го изнесе товарот на таа позиција, а Муса главно би требало да помага во одбраната. Со тоа реков не се согласија хрватските медиуми. Сега не успеваме ние во нападот, ништо од оваа полуконтра, па ќе организираат одново акција ракометарите на Веспрем. Терзич сега на централната бековска позиција бие, меѓутоа непрецизно над голот. Жолт картон за Филип Миркуловски, го гледаме со број 30. Интернационалецот од Босна и Херцеговина, 30 годишен, на исклучително квалитетна и искусна екипа е составот на Веспрем. Реков просекот, па може би некаде и тука околу 30 години. Практично и да нема ниту еден ракометар кој нема настапа за репрезентацијата на земјата од која доаѓа. И сега со помош на блокота Станич стигнува до втората успешна интервенција. Вугринец одлично изблокира, останува водството на Металург 2:1. Вугринец ќе заврши, оди сам, оди Вугринец, убава диагонала, Манасков напредна и погодува. 3:1, убава акција, навлече на себе двајца противнички ракометари Ренато Вугринец, а Манасков го користи вишокот создаден на левата крилна позиција и му носи водство на составот на Металург со 3:1. Одново организираат ракометарите на Веспрем. Чема, Хозе Родригес Вакеро, и тој искусен 34 годишен. Еве го сега, отвора простор за Џамали. Нема да важи овој погодок, така е, покажува Ѓорѓи Начевски. Не знам зошто се вратија во својата половина ракометарите на Веспрем. Беше јасно веднаш по првиот свираш. Погодокот не можеше да биде признаен, бидејќи имаше чекори, додека иранскиот интернационалец Џамали биеше кон голота, па од тука акцијата вратена на 9 метри. Ќе офрли Ренато Сулич, Шучи, Виловски се исто така ракометари кои може да покријат на линијата од 6 метри во нападот. Одново Џамали успева сега со еден
Udar praktično dosta nizok, niz zonata da go postigne svojot prv pogodok i da navali na 3:2. Iako ustanova zbor za 22 godišnjen iranski rakometar, isključitelno kvalitetan, 202 cm visok, 102 kg. Rekov, не само според она што го прикажа вчера на преворот против Вардар, туку и во текот на целата сезона покажува одлични игри во екипата на Веспрем, практично добро вложени пари на унгарците во иранскиот ракометар. Обид сега на Пецаковски, изблокиран, меѓутоа успеа да стигне топката, постави блок наче, меѓутоа и признава дека направил прекршок. 9 метри, Ванчо Димовски фрла во игра, Гоце Георгиевски па Вугринеца, онаа прва постава која го почна над преворот, 7-та минута во тека во спортската сала во Автокоманда и обид убав, интересен, добра беше идејата, меѓутоа не и завршницата на Миркуловски. Бие непрецизно, станува минималното водство 3:2 на истекот на 7-та минута, акција на спротивната страна. Угалде Гарсија е на левата крилна позиција, излета за момент Георгиевски, еве сега можност таму за Гарсија, меѓутоа Станич стигнува до својата трета успешна интервенција. Се развива полуконтра, Миркуловски, може ли сам Миркуловски? Така е, меѓутоа Судич поставува блок, иако беше отурнат Миркуловски, веднаш ќе оди Ацо Јовновски надвор од игра, на негово место Пецаковски. Огледаме Филип Миркуловски, човекот што апсолутно заслужува честитки за се она што го одигра на Европското првенство од Данска, па и сосема со право селекторот Обран го издвои заедно со Стоилов како еден од ракометарите кои покажале како е и како треба да се игра во секој надпревар кога се носи дресно на македонската репрезентација. Ево го сега одно Миркуловски, меѓутоа прави прекршок, иако реагира Терзич, заработува жолт картон, не се согласува со одлуката на Начевски, а ако добро забележав, тоа ќе биде вториот удар од 7 метри. Ренато Вугринец беше успешен од Алилович во првиот обид. Еве таа ситуација, тој контакт што го имаше меѓу Терзич и Миркуловски, а Вугринец повтор пат оди на линијата од 7 метри. 3:2. Вугринец и овој пат непрецизно бие високо над голот Вугринец. Се обидуваат веднаш да минат на противничката половина ракометарите на Веспрем. Чема Родригес и убава шрауба сега на Ренато Сулич, негов втор погодок, атрактивно за изравнување на 3:3. Реков, отвори Металург со 2:0, 3:1, меѓутоа има овде многу да се игра, иако и двајцата тренери имајќи предвид дека за Веспрем престои гостувањето на 9 месецов, значи идниот викенд, в недела против Рајнекар Ловен. Иако и со пораз на тоа гостување во Германија, Веспрем ќе задржи првата позиција на табелата, како има +3 во однос на германците, но реков се подготуваат за тој надпревар. Миркуловски под прекршок, нема да броиме ова одбрана на Алилович, затоа што правовремено играта беше прекината. Вугринец нема простор, сепак се дига на шут и погодува Вугринец. Како да попушти во истиот момент кога Вугринец ја спушти топката, концентрацијата кај Алилович паја, имаше се чини хрватскиот голман оваа топка, но Вугринец втор погодок за нова минимална предност. 4:3. Оди акцијата сега десно преку Петер Гулијаш, тој е еден од условно ќе ги нарече помладите, иако и тој веќе во 29-та година од животот. Да видиме, ќе има исклучување. Ацо Јоновски ќе оди 2 минути надвор од игра, прво исклучување во екипата на Металург и воопшто над преварот. Ајде да видиме. Ето тој дуел во позадина, што веднаш судиите Начевски и Николов го санкционираат. Но реков, сите овие моменти, периоди во надпреварот со играч плюс или минус ќе бидат во секој случај добре дојдени, да се подготви тактика, затоа што реков доправа престојат искушенијата во Лигата на шампионите. Нач, сега е полесно, меѓутоа не и против Станич. Четврта интервенција за Станич, одлично го прочита ударот на може би првата звезда во тимот на Веспрем, Ласло Нач, 32 години, 208 сантиметри.
се врати во унгарскиот шампионата по богатата интернационална кариера пред се во Шпанската лига. Металург го задржува водството и сега јасно е нема да форсира. Ќе се арчат секундите, времето, затоа што забележувате минута и 17 има до комплетирањето. Миркуловски спушта за Вугринец. Ево го Вугринец, одново на удар и одново погодува. Пред гол за 5:3. Има еден одличен напис, интервју со Вугринец на официјалната страница на Европската ракометна федерација, каде што се вели дека Вугринец во Скопје живее својата втора ракометна младост. Вели Вугринец дека се чувствува преграсно, дека ракометот е неговата најголема љубов и дека додека може практично ќе го излекува максимумот од себе. А максимум прават и луѓето на Македонската ракометна федерација. Вугринец да добие право на настап во дресот со македонскиот грб, македонското знаме. Само да го забележиме овој погодок на Угалде Гарсија, намалува на 5:4, а патем и ново исклучување за Ренато Вугринец. 13 секунди до враќањето на прво исклучениот Ацо Јоновски. Сега со четворица ракометари во поле. Манасков за Миркуловски, имали позиција за Миркуловски, одеше практично на прекршок и успева да го изнуди, а во овој момент изминува и казната. Ѓоргиевски се враќа во игра, ќе оди на десната крилна позиција. Манасков е сега на централната, на плеймекерската. Манасков сака да се излече и да упати евентуално удар. Пецаковски е тој под прекршок. Минута и 20 до комплетирањето на екипата на Металург. Запрено времето на семафорот, 13-та минута. Ево тек. Меѓутоа веќе ќе мора се размислува за противничкиот гол, затоа што Николов и Начевски ја подигаат раката. Еве го Манасков, она што го наев, имаше коректно, значи признава, се забележа тоа дека со врвот на прстите ја допре оваа топка по ударот на Манасков. Да заврши крај голот. Сега Ѓоргиевски од невозможна позиција, има тука пробивање, нема дилеми. Одлично се постави Угалде Гарсија. Затвори, но ќе мора топката да биде вратена назад за Алилович да ја уфрли во игра. 5:4 го задржува Металург водството, иако сега имаат доволно време, 44 секунди да организираат напад со играч плюс. Џамали, еве го тој вишок, се создаа на левата страна, меѓутоа Станич уште еднаш. Петта интервенција на Станич, 1-1 против Угалде Гарсија. Одекнува во салата Дарко Станич, се ближи средината на првото полувреме. Реков еден вистински тест, еден прекрасен вовет во продолжението на клубската сезона. Одново обите на Манасков, изнудува само прекршок, меѓутоа и минува времето. Подготвен е Вугринец да се врати во игра, тоа ќе се случи токму во овој момент. Комплетна екипата на Металург, 5:4. Практично со оној гол со играч помалку Вугринец успеа да го ја одржи разликата, а и сега по четврти пат прецизен Вугринец поведува Металург со 6:4, брз центар и нач казнува. Ова се тие елементи во модерниот ракомет, кога мора да се биде внимателен, веднаш по примениот гол. Брз центар на унгарците, нач со својата прв погодок намалува на 6:5. Ево го за прв пат и Лука Циндрич, говорев за него, почна во Сењ, продолжи во Огулин, а доаѓа од екипата на Карловац на местото на Момче Мојсовски. Сега Миркуловски оди лево, десно е Вугринец, а Циндрич е на централната бековска позиција, иако сменија сега со Миркуловски. Убава комбинација и прекрасна завршица. Вугринец, Миркуловски за 7:5. Прв гол на Миркуловски, меѓутоа возвраќаат веднаш и одново брз центар и овој пат Сулич, трет негов гол за 7:6. Добра демонстрација на брз центар. Јасно е дека
откако пред неколку години, 5-6 може би и повеќе, се практикуваше практично може би во текот на сите 60 минути брзиот центар. Повеќето од екипите одстапи од таа практика, меѓутоа покажува екипата на Веспрем дека може брзиот центар да донесе резултат, не ако се игра во цел тек на надпреварот, но да се искористат моментите на опуштеност кај противникот по постигнат гол, па практично на два пати со брз центар се враќа составот на Веспрем на само -1. Вугринец и натаму Вугринец во дуел со Нач, реагира Нач, вели дека немало контакт, меѓутоа остана Миркуловски, прими удар во лицето и затоа и се чини беше прекината играта, па го забележа тоа Ласло Нач. Ево го Филип Миркуловски. Интересна беше изјавата на Илич, не за Миркуловски, туку за Наумче Мојсовски, кој не забележав, но публиката го поздрави и мислам дека е тука некаде во салата, следи што се случува. Истакна српскиот интернационалец Момир Илич дека е јасно оти на Металург многу му недостасува Наумче Мојсовски. Да видиме Циндрич, убава асистенција, Манасков 1-1 погодува Манасков. Не шутира се уште Циндрич, но асистира. Втор погодок на Манасков за 8-6. Застанавка изјавата на Момир Илич, реков се однесува на Наумче Мојсовски, но истото важи и за Филип Миркуловски. Вели, Мојсовски е ракометар или играч што јас ги нарекувам, вели, камикази. Зошто? Затоа што едноставно во својата игра наликуваат како со глава да удираат во зид, но тоа е тоа, вели, тргнуваат без оглед на се и одат директно на противничката зона за да постигнат погодок. Реков, тоа е профилот на Наумче Мојсовски, тоа е профилот и на Филип Миркуловски, а Антонио Карлос Ортега Переса го користи своето право на тајмаут. 8-6 води на Металург по 16 минути и 18 секунди игра во првото полувреме. They don't have bigger shooter. We are eating all the action that come back the pass, a little change. Stay more down. More compact and more down. Okay? They haven't the bigger shooter. We have to ask them to shoot and keep the people. Keep the people and keep them 1 against 1. Okay? Now we play with Charlie here. Charlie, you, and 2 or 3 minutes more we may change. That's all. If we are a little bit more compact in defense, we have no problem. We can run. Okay? Мислам дека ги разбравте советите на Карлос Ортега. Вели мораме да бидеме по-компактни во одбраната, да влезат по-ниско, значи на линијата од 6 метри, затоа што според негова проценка во екипата на Металург нема голем шутер. Ќе го преведам доследно, значи нема ракометар што се дига од 9 метри и на тој начин ја разбива плитката зона на противникот, иако мислам дека Вугринец е токму таков ракометар, иако ќе видиме колку Геджо и Мандич ќе добијат шанса на овој надпревар, затоа што и обајцата се исклучително високи, имаат квалитетен удар, но не и голема минутажа во составот на Металург. Како и да е, 8-6 продолжува надпреварот по овој тајмаут на Ортега. Обид сега таму 1-1, Нача, оваа топка упатена за Сулич, неуспешно. Убава сега можност за контра, Манасков, ево одново Манасков гол! Пред погодок на Манасков за 9-6. Најопитливата предност во 70-та минута, плюс 3 за составот на Металург. Добра игра во одбраната, меѓутоа сега вишок десно, обита со лопи, поминува Петер Гулијаш. Нема да верувате, но ова крило има 200 сантиметри. Тоа се тие модерни крилни играчи со кошаркарска височина. Ќе го забележиме првиот погодок за Гулијаш, намалува на 9-7. Например, лево е Иванчик со 190 сантиметри, но реков, за разлика од него, Гулијаш може квалитетно да одигра барем според својата височина и на позиција бека, и од тука доста лесно излезе накрај со Станич со овој лоп удар. Но ние сме во напад, 9-7, 18-та минута од првото полувреме, убава атмосфера, реков, исполнета трибината, тука си оние 50 најверни навивачи на Металург кои прават една убава атмосфера што доликува на еден ваков надпревар на два ракометни гиганта, ќе ги наречам слободно, имајќи предвид дека со многу комплименти
од екипата на Веспрем говореа за Металург, велат тоа е тим што е веќе докажан до Европа, лани четвртфиналист во Лигата на шампионите, екипа што во континуитет расне и тоа во друштво со најдобрите ракометни екипи во Европа. Се еворето е веројатно со Вугринец, Лука Циндрич, одново на плей, повлечен Миркуловски од игра, Пецаковски е сега на левата бековска позиција. Ќе сменат за момент со Циндрич. Се повлекува нешто поплитко противничките ракометари. Пецаковски, да видиме дали таму Ванчо Димовски веројатно правеше прекршок во блокот, па судиите Начевски Николов ја доделуваат оваа топка за унгарските ракометари. Меѓутоа грешат одново да спуштат на Пикер и одново Станич. Манасков нема гол. Интересно, ова е само, барем според мојата евиденција, втора интервенција на Алилович. Сега Нач на спротивната страна бие и погодува. Една препознатлива акција на Нач, висок, ги користи максимално своите 208 сантиметри. Брз, подвижен, знае да смени правец, да влезе на линијата од 6 метри и намалува на 9:8 пона невисоко водство. Сега 2 гола во серија. Се враќа одново многу брзо, релативно лесно, екипата на Веспрем во резултатски приклучок. Ќе забави сега онаа препознатлива игра на Металург во нападот, нема потреба да се брза, едноставно ќе играат, ќе го трошат времето, ќе чекаат да попушти концентрацијата во одбраната на противникот. Еве го Манасков оди на втор Пикер, Циндрич, има ли блок за Пецаковски? Нема, оби таму да биде спуштена оваа топка за Ванчо Димовски под прекршок. Димовски во дуел со Мочај, синот на селекторот на унгарската репрезентација. Еднакво велат од составот на Веспрем дека нема доволно квалитет во нивниот шампионат за вакви силни контроли, потука се решиле да дојдат во Скопје, каде што споменав, не кријат дека ова е единствениот град каде што може на растојание од 5 километри во две сали да се одиграат две средби, исклучително квалитетни, силни, против два тима што настапуваат во Лигата на шампионите. Единствен пример, но тоа е Македонија, тоа е македонскиот ракомет, нема да забораваме дека внедоли ракометарките на ЖРК Вардар, а сега Ванчо Димовски прекрасно. Прв погодок за водство на Металург со 10:8, но ова вреди да се види уште еднаш. Не е класична шрауба, но едноставно фантастична представа за тоа каде е голот, каде е противничкиот голман, па и без да погледне погоди Ванчо Димовски, а ова е веќе мал хендикеп, не заради тоа што во наредните 2 минути Металург ќе биде соиграч помалку, туку затоа што по втор пат е исклучен Ацо Јоновски, а знаеме колку тој и Велко Марковски се значајни за играта во одбраната. 10 минути од крајот на првото полувреме, 10:8 плюс 2 за екипата на Металург, но и плюс 2 минути ќе ги наречам во кои составот на Веспрем ќе има играч плюс. Чема Родригес. Десно сега со број 18 Мочај, Томаш Мочај, меѓутоа еве одново грешка во преигрувањето и одново Манасков пред малку не успеа, сега да! Четврти гол за Манасков, 11:8. Се сеќавате на онаа ситуација кога Вугринец беше, односно кога Јоновски беше исклучен за прв пат, Вугринец тогаш погоди со играч помалку. Еве сега одново екипата на Металург погодува, а сега Ѓорѓи Начевски покажува жолт картон и навлекува малку гнев од гледачите кои негодуваат за таа опомена на Лино Червар. На спротивната страна Иванчик е сега во игра, 32 години, беше во составот на унгарскиот состав на Европското првенство во Данска. Го постигнува Герго својот прв погодок, намалува на 11:9, но добро е што еве минаа веќе минута и 15 на секунди од исклучувањето на Јоновски, а Металург успеа да одржи предноста со оној голот предмалку на Манасков. Сега ќе се троши времето, едноставно да не се дозволи противникот да има многу време да организира напад со играч плюс. 30 на секунди, барем уште 15 би требало да трае овој напад. Да видиме кој ќе оди да изводи прекршок. Пецаковски спушта за Вугринеца, исфрлен Ванчо Димовски, сега оди на линијата од 6 метри, прави блок за Вугринец, меѓутоа Вугринец убава беше оваа асистенција, но попречен во последен момент Ванчо Димовски
da prihvati 10 sekundi. Сега dobro bi došao jedan prekršak da ne se dozvoli udar, međutim убава диагонала на спротивната страна и лесно таму Иванчик погодува повтор пат за 11 спрема 10. Ева таа диагонала од искусниот 35 годишниот Тамаш Мочај, а на 8 минути до крајот при 11:10 ќе биде комплетен составот на Металург, но ќе биде интересно и да ги слушнеме советите на Лино Червар. Ti moraš to tražiti. Ne idem van dok mi ne objasniš, on ti mora objasniti zašto si izašao van. Morate objasniti to. On ti mora objasniti zašto si isključen. Tu na igralištu, zašto? Napravili su dvostruku. Nemate zajebancije. Slušaj. Pecak, ti mali, igramo 5-1 sada u obrani. Držite loptu sada, imamo jedan razlike, držite loptu do gola. Pecak, evo, da, opet vas dva unutra, ti i ovaj mali, onda će Pecak. 5-1 igramo, 5-1. Slušaj, čekaj. Luka, ti si pre. Pa nismo šefovi ovdje. Mola, razumiješ? Znači... Luka preda. Da, Luka igra... Napad ja i Luka. Ajde. 3-4, Металург. Значи Металург ќе игра 5-1 во одбраната. Инсистираш Червар на тоа дека Ацо Јоновски морал да побара од судиите на терен објаснување зошто беше она исклучување по втор пат. Останува Бековската тројка сега со Миркуловски, значи Пецаковски е повлечен од игра, комплетни двата состава. Ќе се држи топката до чиста ситуација во нападот, а да видиме, ако добро слушнав, дали Циндрич ќе игра преден во на одбрана 5-1, останува да видиме кога Металург ќе биде во фаза на одбрана. Едно вкрстување со Миркуловски, продолжува Миркуловски сам за Вугринец, нема позиција, меѓутоа и натаму Вугринец обид да проигра со Ванчо Димовски. Добра интервенција во одбраната беше тоа на Виловски, српскиот интернационалец, тој е искусен 29 годишен. Да, сега него гледаме во нападот, тој и Шуче главно играат во одбраната, обајцата моќни, силни, корпулентни, практично тоа се и два пикера, сега овде мора да има исклучување, нема дилеми. Терзич ќе оди 2 минути надвор од игра, насмевка, немаше намера, но одигра доста невнимателно во вратот на Вугринец. Еве таа позиција уште еднаш. Прво прими еден удар со прстите во лицето Вугринеца, потоа налета на лактот на Терзич, па без оглед на оваа насмевка, мислам дека е сосема коректна овој пат одлуката на Начевски и Николов. И за прв пат Металург има играч плюс на овој надпревар. Еве шанса да се организира напад за плюс 2, а потоа и да се одигра добро во одбраната. Циндрич се уфрли на втор пикер, меѓутоа интервенција на Алилович, број 3, Станич има 5 во првото полувреме, продолжува акцијата. Вугринец бие уште еднаш и да видиме. Нема гол затоа што Алилович врзува две успешни интервенции едно по друго, а сега нема да брзавате, јасно е гостинските ракометари, веднаш од Карлос Ортега добија токму таков совет дека треба сега да се арчи времето додека бидат комплетни и за разлика од оние два брзи центри, можеби и сега има убава можност по интервенцијата на Мирко Алилович да тргнат веднаш во полуконтра. Не се решаваат такво нешто. Запрене Хозе Родригес, 34 години, популарниот Чема. Одново тој. Имали можност за Мочај. Со број 9 сега Тамаш Иванчик е на десно крило во нападот, меѓутоа да видиме Јоновски, убава интервенција, но многу среќно топката стигнува за Герго Иванчик, кој погодува негов трет погодок за изранување. 11 спрема 11. Ќе подсетам, во 70-та минута Металург имаше највисоката предност 9-6, водеше и со 11 спрема 8. Сега серија од 3-0 постигнуваат гостите Унгарија. Погодок со ракометар помалку како претходно. Алилович ги одржа резултатски со оние две интервенции. Да видиме сега Миркуловски, чиста ситуација, овој пат мора да погоди Миркуловски. Втор гол за 12 спрема 11.
Ovaj pat nemoćena Lilović, Mirkulovski odlično odraboteno, 5 sekundi pa će biti kompletan sostavot na Vesprem. Rekov ekipa koja ima 21 trofej od Kupotna Ungarija, 20 šampionski tituli v ungarsko to prvenstvo i praktično nanazad 10-15 godini redoven učesnik vo Ligata porano Kupotne evropskite šampioni. Da vidimo što Cvetova 7 metri. Zato što koga беше vo kontakt со противникот, со противничкиот ракометар и со топката, Миркуловски мислам дека згазна внатре во полето. Ева таа ситуација и тој момент. И од тука прв удар од 7 метри за Тамаш Иванчик. Меѓутоа Станич брани во вистински момент. Нереализиран удар од 7 метри, 50% ефикасност има Металург. Еден реализиран од 2 досудени пенала. Не успева Иванчик да погоди, остане од 12-11. 4 минути и нешто ситно до крајот на првото полувреме. Ја одржува предност на Металург. Ќе се подсетиме и вчера Вардар имаше предност, тако добро сеќавам +2 на полувремето. Или пак беше 15-14, седно, на крајот 30-28. Лука Циндрич се извлекува Вугринец. Меѓутоа Миркуловски не прифаќа. Одеше на прекршок, иако Циндрич се отвори таму на десната страна, но ќе беше тоа претешка ситуација за новодојдениот ракометар во екипата на Металург. Алтернативата за Наумче Мојсовски. Миркуловски може ли сам да заврши? Вугринец, Циндрич барата од клупата на Веспрем да сигнализира пасивен напад. Вугринец ќе завршува крај голот. И сега веднаш контра, меѓутоа не може против Станич. Чекаше Дарко Станич ваква ситуација, го напушти голот, а казната Веспрем го стигнала на спротивната страна. Би требало овде да има и исклучување, да видиме и тоа за Тамаш Мочај. Миркуловски го постигнува својата трета погодок, а Мочај ќе оди 2 минути надвор од игра. Кога се има добар квалитетен голман, како што е во случајот Дарко Станич, но да видиме, нема да биде признаен погодокот, останува 12-11. Едноставно стана гледачите и не можев да видам и да слушам дали навреме беше прекината играта, како и да останува 12-11. Продолжува Металург со играч плюс сега и би требало да се организира акција по која ќе стигне до ова што го гледаме на екраните. 13-11, да видиме дали ќе мора веднаш да реагираме, не затоа што имаше тука еден ролинг па пробивање. Малку без идеја како да се искористи оваа ситуација со играч плюс. Ќе беше тоа и сосема солидна предност во завршните 2,5 минути од +2, затоа што сега Металург треба да одигра квалитетно во одбраната. Еве таа одбрана 5-1, Циндрич излегува напред, иако доста длабоко и Миркуловски внимава на Нач да не дозволи да влезе во ритам во овој напад Ласло Нач. Ево го сега Нач со топката. Миркуловски јасно е изнудува пробивање, да видиме Циндрич, еве ситуација за негов прв гол, погодува Циндрич. Она што беше пред малку, сега на семафорот 13-11 може да проигра и со Манасков, но забележа Циндрич, одлично изфинтира едно лажно движење како да ќе додава на левата страна кон Манасков, заврши сам и лесен погодок. Колку има до комплетирањето на Веспрем, 30 на секунди во напад унгарците. И да видиме дали станува збор за нешто посериозно. Реков Јоновски тоа како е потребен во составот на Металург за сите оние искушенија кои предстојат. 17, односно 15 секунди до комплетирањето на Веспрем. Добро е да се издржи сето ова. Ова е на пробивање на
Нача топката по овој удар на Руезга завршува директно во лицето на Ацо Јоновски. Знаа да бидат многу непријатни овие удари. Еве, забележувате веќе и крв, најверојатно од носот, но да се надеваме дека не е посериозно повреден. Реков, со вакви удари со топка може често да дојде и до напукнување на носот и не сум најсигурен, но мислам дека пред 2-3 сезони токму Јоновски беше во една ситуација да игра со заштитна маска. Еве го сето тоа уште еднаш. Многу непријатен удар. Како и да се враќаме одново со напад на екипата на Веспрем. 17 секунди до нивното комплетирање. Нач прифаќа. Ќе се обидели сам да заврши, така е, меѓутоа Станич одлично поставе, сочека, 8 интервенција и сега да видиме. Не успеа Манасков, едноставно мораше да подзастане, нема таму доволно простор зад голот, па мораше да подзастане да не ризикува евентуална посериозна повреда и од тука не успева во оваа контра. Легуваме во завршите 60 секунди. 13 спрема 11. Нач комбинација со Иванчик. Останува Чема Родригес на централната бековска позиција. Терзич лево, има пробивање, нема дилеми, Руезга прави пробивање. Станич погледна кон семафорот и едноставно покажа дека не треба да се брза, токму тоа го покажува сега и Лино Червари, сигнализира нешто кон Циндрич. Ќе мора Циндрич да оди надвор од игра, да видиме кој на негово место. Пецаковски веројатно бара некоја воиграна акција во овој последен напад за екипата на Металург. Лино Червар, потука Циндрич повлечен, се извлекува Ванчо Димовски, ќе има вкрстување со Мир Куловски. 15 секунди, еве го Мир Куловски, ќе има ли блок за Вугринец? Не, Мир Куловски прави пробивање, едноставно беше навлечен од Руезга. Нача Иванчик, чиста ситуација за Иванчик, еве казната. Погодува Иванчик, негов прв гол за овој надпревар, за 13-12 минимална предност за екипата на Металург на крајот на првото полувреме, што е најава за возбудливи втори 30 минути, кои ќе ги следиме, откако ќе ги проследиме и најновите вести во скратеното издание на Дневникот на Македонска телевизија. Па се враќаме. Почнеме гледа Чевене одново со слика и тоа со оваа забавена снимка на одголот на Пецаковски, со кој Металург одново доаѓа до највисоката разлика. 5 минути минаа точно од играта во второто полувреме, 16-13 имаше на 2-3 пати Металург предност од 3 разлика и во првото полувреме се врати составот на Веспрем, успеаше да стигне до израмнување. Металург замина со минимална предност 13-12 на полувремето. Ново продолжение, две убави интервенции, одбранет удар од 7 метри на Дарко Станич. Во нападот се добро функционира и еве го составот на Металург одново на плюс 3, 16-13. Терзич сега, да видиме има ли тука прекршок, нема, се е чисто. Еве ситуација за контра, ќе успели Циндрич, ува асистенција, Ојлески погодува. Втора прекрасна асистенција на новиот ракометар во дресот на Металург, Лука Циндрич, а Ојлески успеа со врвот на прстите да прифати и да зголеми на 17 спрема 13. Не е ништо готово, но во секој случај задоволството меѓу љубителите на ракометот во салата Автокоманда огромно, затоа што Металург игра сосема солидни, да не кажам одлични, иако е рано да се донесе таква констатација. Сепак станува збор за пријателски надпревар, но реков добро е кога во пресет на продолжението на клубската сезона ќе се прикаже добра игра против еден состав како што е Веспрем. Доволно говоревме изминативе денови за сите оние епитети кои го красат унгарскиот шампион. И реков многу место за задоволство и од оние играчи кои ги гледаме можеби за прв пат како Лука Циндрич во оваа ситуација. Обид сега со многу ефе, немаше овој пат среќа Гулијаш, останува неслободен Станич, останува и водството 17-13. Миркуловски ќе одиде до крај, има таму блок од Нач, меѓутоа и беше држан Миркуловски, сега реагира, побара подршка од своите соиграчи, немаше никој отворен да прифати
Па од тука од сето ова и добро е што останува Металург во напад. Седмата минута од второто полувреме во тек ќе подсетам. Металург практично во континуитет ја одржува предноста на овој надпревар, најмногу од 3 гола. Еве за прв пат сега можеби и шанса да се одлепи на плюс 4. Практично ова е еден од ретките напади што ги има за таа разлика во сегашниот тек од мечот составот на Металург. Миркуловски, Вугринец на шут, бие погодува Вугринец. Со помош на блокот, со помош на Фазекаш, шести гол за Вугринец. За 18 спрема 13, просто реков за плюс 4, за плюс 5, највисоката предност во 38-та минута. И од тука нема дилеми. Карлос Ортега мора рано на почетокот на второто полувреме да го искористи своето прво право на тайм-аут во овој дел од играта. We have to go down and we need more help. More help, more foul and more help for the goalkeeper. That's all. That's all. He doesn't go, we will change the defense in 5-1. 5 minutes more in 6-0. Hey, Christian, ready. Gyerünk, védelem, gyerekek, azt fussunk, gyerünk, 2-3! Малку англиски, малку шпански. 5-1 ќе се игра сега и во одбраната на Веспрем, но едноставно мислам дека седа дека Металург има расположен Станич со 10 интервенции во овие 37 минути. Тоа е предноста, а и расположениот Вугринец кој е наефикасен во двата состава со 6 постигнати погодоци, од кои само еден од 7 метри. 18-13, највисоки плюс 5 или серија од 5-1 за ракометарите на Металург во овие 7 минути или до почетокот на 38-та минута. Што се менува во нападот, рече се ништо. Терзич останува лево, Чема Родригес е на центар, Нач е десно, Сулич на линијата од 6 метри, десно Иванчик, лево исто така Иванчик, десно Петар, лево Герго. Меѓутоа сега успева да намали составот на Веспрем на 18 спрема 14. Еве го Нач, реков ги користи максимално своите 208 сантиметри. Трет негов погодок, прв во второто полувреме. Оној што не влезе во преноса го постигна Терзич. Или практично во овие 8 минути или 7:52 секунди само 2 гола на составот на Веспрем, иако беше евидентно забележливо дека на полувремето договорот кај унгарците беше да изиграат многу поагресивно, потврсто во одбраната, не даде тоа резултат. Сега повлечени од 6-0, но одново Угринец ја раздиша само конструкцијата на голот. Тука е да прифати веднаш Станич. Штета каков удар на Угринец. Барем десетина сантиметри се помести кон заштитниот зид пречката на голот на Веспрем. Сега Пецаковски, одново за Вугринец, Миркуловски, може ли таму еден крај Сулич. Ја користат во секој случај брзите ракометари на Металург, релативно бавната одбрана. Ова се моќни, корпулентни ракометари, повлечени на 6-0, но тука и предноста. Еве сега обита со Шрауба, меѓутоа не успешно. Никола Марковски е во игра на местото на Ванчо Димовски. Го гледаме, 23 години, Никола Марковски, и сега интервенција на Фазекаш, прва за него. Се развива полуконтра, да видиме ќе завршува ли Нач. Не, една измена, се враќа во игра таму Гулијаш на десната крилна позиција. Инсистира Лино Червар, го забележувате во позадина, да се одигра максимално цврсто во одбраната. Комбинираат далеко од зоната на шут ракометарите на Веспрем. Реков, единствената екипа со 14 бодови по 7 кола во Лигата на европските шампиони. Екипа која не крие дека Final Four е нивната цел. Сега реагира таму Сулич дека бил фаулиран. Бара заштита од судиите Начевски и Николов, меѓутоа Ѓорѓи Начевски вели дека треба да продолжи. Жестоки се тие дуели. Миркуловски и Никола Марковски се тука. Има овде пробивање. Сепак не. Иако прими еден доста непријатен удар во лицето Миркуловски, а дали ова Чема Родригес кој остана да се жали на повреда, така е. И да видиме што од сетова покажено. И исклучување. За овој прекршок, но дали така е Миркуловски треба да оди, ако Вугринец реагира, Миркуловски се повлече и сега изненаден веројатно од ова што го покажува
Načevski ги шири рацете, но ќе мора да оди 2 минути надвор од игра. Миркуловски прво исклучување за него, четврти во составот на Металург, прво во второто полувреме, додека во првиот дел екипата на Вестрем два пати беше со ракометар помалку. 18-14 поние плюс 5 и натаму е сосема солидна оваа предност. Се лути и да видиме сега и за Вугринеца, затоа што продолжи со приговорите и нема потреба од вакво нешто. Нема потреба, сега Станиче лута, да видиме за кого е овој црвен картон за Ренато Вугринеца. Ќе забележиме ова 40-та минута за најдобриот поединец во двата состава. Црвен картон поради приговор по исклучувањето на Миркуловски. Еве го Миркуловски и натаму вели дека немало причина за она што се случуваше како вовета во овој црвен картон за Вугринец. И еве сега Вугринец на центарот на теренот со Алиловиќ и да видиме со Родригес објаснува што е причината за сето ова. Сега гневна и публиката овде во салата. Хартиена лента заврши на теренот. Стане чисто така гневен на одлуките, продолжува да дискутира со Ѓорѓи Начевски, меѓутоа не би препорачал, затоа што може дополнително да ескалира ситуацијата. Еве Станич сега покажува кон Ѓорѓи Начевски. Тука и помошник тренерот на Червар, Александар Петровски, молбите да ја смири оваа ситуација. Вугринец е веќе надвор од теренот. И да видиме, останува во секој случај. И не само што е црвен картон, туку има прогресивно казнување за Вугринец. Па 4 минути ќе мора да минат додека се врати играч на местото на Вугринец. Значи, 2 минути Металург ќе биде со 20 ракометари помалку, а потоа дополнителни 2, затоа што Вугринец заработи најверојатно 2+2. Она така наречено прогресивно казнување, што да бидам искрен, многу ретко го гледаме, меѓутоа веројатно после првиот приговор му беа покажани 2 минути, а откако продолжи Вугринец со својата конверзација со Ѓорѓи Начевски, дополнителни 2 минути или 4 минути казна со црвен картон. Вугринец е надвор од теренот, а сега тешки моменти, еве ова шанса за Вестрем да се врати. Терзич оби таму на лево да проигра со Иванчик, меѓутоа немаше простор за влез. Ѓоргиевски убаво затвори. Терзич сега чиста ситуација да продолжи, меѓутоа 11-та интервенција на Дарко Станич и ова вреди да се види веднаш во истиот момент. Сите гледачи се на нога со воодушевување оваа интервенција, како да им беше потребно вакво нешто и на гледачите. За малку одишка поние критични мигови во кои се исплашиме дека евентуално може и Дарко Станич да биде исклучен или дисквалификуван евентуално со црвен картон. Има 9 метри Ѓоргиевски, 67 секунди до казната, односно до враќањето на Миркуловски, а потоа реков сите оние дополнителни 120 секунди во кои повторно ќе биде не со 2 туку со ракометар помалку. Сега малку невкусни скандирања насочени кон делителите на правдата. Пецаковски бие, ќе забележиме ова интервенција како пета за Лиловиќ, не затоа што топката одеше во гол, туку затоа што ја допре, па го смени малку незиниот правец. Обид сега убаво, атрактивно у Галде Гарсија. Успева да погоди, да намали на 18 спрема 15 со својот втор гол. Забележувате 20 на секунди до враќањето на прво исклучениот Филип Миркуловски. А да видиме, Лино Червар го користи своето право на тајм-аут. Публиката е натаму гневна на арбитрите, а ние секако ќе го слушнеме стратегот на Металург. Што во една ваква ситуација? Slušaj, dakle, slušaj, mirno,
mirno, idemo na iznuđivanje i sve igramo na sigurno, svaki napad na sigurno. I sada isto, nemojte, neka svira probijanje, neka sudi pasivnu igru, samo ne dat loptu im bez veze, ste čuli? I na glavu ići, Prodor! Samo glava! Ako svire probijanje, sita na levo, pak neka se bruka! Ajde, 3-4, Metalurg! Evo, slušate kako će se igramo продолжение. Jasno je малку нервоза да проработи, па и неколку коментари што дефинитивно не се за ово преноса, но реков тешко е да се биде внимателен во вакви моменти. 18, 15, 13 секунди до враќањето на Миркуловски во игра. Останува уште толку секунди со двајца ракометари помалку Металург. Циндрич може нешто сам да одработи. Георгиевски одново Циндрич, се враќа Миркуловски. Циндрич ќе завршува со гол. Во вистински момент, втор гол за Циндрич. Говорам за него, не го познаваме, но го следев на загревањето и токму ова што сега го гледаме од него го демонстрира. Знае да изфинтира, да смени правец. Реков едно момче интересно, градено многу силно во рамениот дел. Сега Нач враќа на спротивната страна, четврти погодок на Нач, намалува на 19 спрема 16, минута и 25 до комплетно комплетирање на екипата на Металург. По оние 4 минути казна за Вугринец. Од тука се следат советите на Червар да се оди до крај, да се троши времето, не да се чека. Чиста позиција, Ојлевски има прекршок овде и да видиме ќе има исклучување. Малку претера Угалде во овој свој старт во дуелот со Ојлевски, па од тука со право Угалде исклучен на 2 минути, а 60 секунди ќе бидат изравнети силите на теренот, пошто во наредните 60 Металург ќе има конечно предност откако успеа да ги издржи овие неколку критични минути со 20 ракометари помалку и да не загуби многу од предноста, иако беше 18-13. Ќе подсетам сега 19-16, но и напати, греше сега Пецаковски, недоразбирање со Миркуловски, штета. Циндрич оди надвор. 40 секунди до комплетирањето на екипата на Металург за Велко Марковски да застане на централната бековска позиција во одбраната, која сега функционира со играча помалку, на таков и нападот на противникот. Треба се внимава на Нач, тој сега што може да се дигне на удар од 9 од 10 метри. Обиди таму на Иванчик да удвои на Пикер, да дојде до позиција, а сега добро поставен блок. Топка крај голот на Станич, меѓутоа да видиме што е покажано. Сепак ова ќе биде топка за екипата на Металург. 19-16, има уште многу да се игра. Забележувате 44-та минута во тека, имаше плюс 5, најголема предност, 18-13, 38-та минута. Сега треба да се сочека, поглед кон семафорот, малку секунди остануваат до комплетирањето на екипата на Металург, а потоа реков обид да се искористат оние следни 60, да се стигне до лесен погодок. Ќе оди на линијата од 6 метри Никола Марковски. Ванчо Дивовски е повлечен, одлично го одигра првото полувреме. Сега Никола Марковски и треба ова момче да добива се поголема минутажа, не само што му е потребен на Металург како втор пикер, како алтернатива за Ванчо, туку уште повеќе и на македонската репрезентација. Да видиме сега, еве ситуација Георгиевски, штета, беше совладан, а Лиловиќ меѓутоа овој пат десниот дирек сојузник на хрватскиот интернационалец на голот на унгарскиот шампион. Се одработено одлично, убаво создаден вишок, затвореше тука Иванчик во дуел против Миркуловски. Чиста ситуација за влез, но малку непрецизност од Георгиевски, останува 19-16. Имаат уште 10 секунди со ракометар помалку. Нач да го завршуваат овој напад. Нач бие, меѓутоа Станич 12-та успешна интервенција. Кога е најпотребно Дарко Станич. Реков резултатски многу успешно ги преброде оние 4 минути или условно вкупно 6 минути со ракометар, иако две од нив беа со 20 ракометари помалку. Составот на Металург ја одржува предноста и влегува во завршните
15 минути во последната четвртина со солидни +3. Циндрич, ево го Никола Марковски. Пецаковски па Миркуловски, ќе спаси Георгиевски, мора да биде така. Внимателен Георгиевски и беше јасно дека мора тука да биде на топка што се вели. Сега нача во дуел со Миркуловски, која е оваа разлика забележувате. Филип Миркуловски во однос на 208 сантиметри високиот Ласло Нач. Но не се порекош во височината. Ево го Миркуловски низ зоната, право во добро поставување од Алиловиќ, негова шеста успешна интервенција. И сега како на кошарка Чема Родригес го предводеше овој напад. Запре на акцијата Терзич. Иако имаше можеби простор да тргне, меѓутоа еве аплаузи затоа што Металург релативно брзо ја формира одбраната и не дозволи лесен погодок за составот на Веспрем. Сега треба да се биде внимателен затоа што ќе биде опасно ако му се дозволи на Веспрем да се приближи, да фати приклучок во овие 7-8 следни минути. Но да видиме. Со број 11 Карлоса Руезга, уште еден искусен шпански интернационалец, човекот зад себе има 75 настапи во репрезентацијата, сега ново исклучување. Ќе оди надвор, одигра Пецаковски. Ова е веќе условно трето исклучување во второто полувреме или ќе биде тоа за 8 минути вкупно по оние 4 покажани на Вугринец. Сега треба да се биде уште повнимателен. Реков, пријателски надпревар, но јасно е дека победата ќе внесе дополнителни мотиви, само довера оваа комбинација сега на линијата од 6 метри. Ја завршува Сулич со својот четврти погодок за 19:17. Металург нема причина, ниту потреба да брза. Реков, може ова да биде критичниот момент од надпреварот. Покажа Металург дека знае да одржува предност, но не е во ситуација кога се има ракометар помалку. Манасков се врати Иванчо Димовски, тој сега треба да најде да отвори простор таму на линијата од 6 метри за евентуален влез на некој од бековите, Циндрич и Миркуловски, иако и Манасков, реков, сака, знае да одигра и подсетува на францускиот бек Абало со овие своји акции. Ево го Миркуловски, убава асистенција од Манасков. Миркуловски четврти погодок за 20:17. Одлична игра во овие ситуации кога Металург има играч па и два помалку на теренот, а сега бара червена одбрана. Да видиме Нач на влез, задржан од Мандич. Има удар од 7 метри. Трет обид Терзич и Иванчик не успеа против феноменалниот Дарко Станич. 12 интервенции, две од нив победи на унгарците од линијата од 7 метри. Кој сега? Момир Илич. Еден од најдобрите ракометари во светот во секој случај, иако не се истакна кој знае колку во дресот на српската репрезентација, со лопа Илич погодува прв негов погодок. Воопшто во третиот обид на унгарскиот состав од линијата од 7 метри, намалува Момир Илич на 20:18, што вели часовникот, 15 на секунди до комплетирањето на екипата на Металург, 12 минути до крајот на полувремето. Сега мислам дека нема да атакуваат, иако Манасков таму обид. Миркуловски има тука прекршок, во секој случај нема дилеми, но нема да има удар од 7 метри, тешко се игра против Надж. Иако Миркуловски бара овде санкција евентуално за корпулентниот високиот Нач, но има само 9 метри. Комплетна екипата на Металург. Пецаковски се враќа на левата бековска позиција. Циндрич оди на плей. Георгиевски и Манасков се во аголот на линијата од 6. Ванчо Димовски. Циндрич. Одлично чуван Димовски таму пред се од Нач. Еве топка за Димовски. Има прекршок. Судич фаулира. Битна акција за одново да дојде евентуално на +3 составот на Металург. Сега се подзакана пасивен напад домашните ракометари. Топка за Ванчо Димовски под прекршок Циндрич. Овој пат Терзич фаулира. Вугринец е надвор. Сега ево право
Ortega дека нема кој да се дигне на шут, па мораше на ваков начин Миркуловски да му овозможи. Седма успешна интервенција на Алиловиќ. Реков, се повлекоа плитко на линијата од 6 во одбраната. Ракометарите на Веспрем, откако Вук Гринец поради црвен картон не може да им помогне до крајот на своите соиграчи. Да видиме, играше Миркуловски со оваа топка. Аут за Веспрем. Штета, реков, за тоа исклучување на Вук Гринец, па би рекол дека сега силите ни оддалеку не се израмнети. Останува покрај тоа што Атман го нема од почетокот на надпреварот, сега и без Вук Гринец. Таму некаде од 40-та минута екипата на Металург, а сето тоа Веспрем знае да го казни, да постигне Чема Родригес за прв пат гол на овој надпревар, а да видиме и да биде покажано исклучување за Мандич. Ова е веќе четврто исклучување, она беше прогресивно казнето на Вук Гринец, значи 10 минути во овие 20 од второто полувреме. Металург игра со играча помалку што е сега свирено. Даден знак делегатот на мечот Тацо Николовски во разговор со Лино Червар, во обид Тацо Николовски да ги избалансира состојбите, да не дозволи, реков, да ескалира и реакцијата од клупата. Манасков нема овде пробивање, ако Сулич се обиде да навлече, меѓутоа корпулентен, моќен Сулич, па тешко дека Манасков може да направи пробивање во однос на него. Да видиме кој сега надвор. Реагира сега Ванчо Димовски. Многу искри, многу искри. Терзич е тука. Дали ова Сулич кој долу ќе има исклучување и за Ванчо Димовски. Имаше ли тука некој лак? Ево го наче во разговор со Ванчо Димовски, тука и Алиловиќ со насмевка. Тргна Димовски да се извини, веројатно. Ќе видиме таа ситуација или пак да изреагира дека е ова одглумено. Еве го Димовски и да видиме. Не, ова никако. Нити беше кој знае каков силен удар во лицето на Сулич, кој претходно во дуел со Манасков се обиде да ги навлече судиите, да изнуди пробивање од Манасков, откако не беше досудено. Сега падна како покосен, иако немаше ниту сила, ниту пак намера во ударот на Димовски. Едноставно во тоа вртење на Димовски заврши раката на Димовски во лицето, меѓутоа реков, може би овој пат престрого исклучен е Ванчо Димовски и одново само четворица ракометари екипата на Металург се обидува да се одбрани. Еве ситуација за Иван Загулјеш на десната страна. Јасно е дека нема да сгреши. Негов втор погодок за 20-19 и поние 18-13 и по серијата исклучување од тогаш практично се случија сите овие серија исклучувања во составот на Металург. Веспрем се враќа резултатски во игра. И ќе види уште 40 секунди со двајца играчи помалку нападот на Металург. Миркуловски изнудува прекршок од Ласло Нач. 9 метри, добро е тоа да минува времето, 9,5 минути остануваат до крајот. Манасков ја испушти оваа топка. Треба сега да видиме да не дозволиме ситуација за контра, добро е што ја нема. Нач оди надвор Мандич, се враќа Кулијаш на десната крилна позиција, меѓутоа има многу простор, јасно е дека ќе го искористи Руезга. Негов прв погодок за изравнување, 20-20. Да видиме само 8 и 4, 12 минути практично во овој период од 15 на минути. Игра со играч или на моменти два помалку. И сето тоа знае тоа како да го искористи искусниот состав на Веспрем. Да се врати во игра и да стигне до пресврта во 53-та минута. Меѓутоа, го Металург одново преку Циндрич. Трет гол за изравнување, 21-21. Храбро и тоа со левата рака. Шутира овој ракометар со десна. 7,5 минути до крајот, комплетен однос состав Металург. Нач за Иванчик и односно Гулијаш и уште една сигурна реализација на високиот деснокрилен играч во екипата на Веспрем. Трет негов погодок за нова минимална предност, 22-21. Или
она серија на Веспрем беше 8-2 во тој период од 12 на минути, кога практично со играчи или двајца помалку цели 12 минути беше екипата на Металург. Ништо не е изгубено, иако има малку до крајот, сега на повтор пат во водство, и тоа во овој дел од надпреварот, воопшто претходно Металург не дозволи Веспрем да има макар и минимална предност. Да видиме Миркуловски запрет, има 9 метри, иако реагира таму Терзич. Се жали на повреда Миркуловски. Ова се оние влезови за кои говореше Илич во својата изјава, оваа храброст што демонстрира Миркуловски во отсутство на Наумче Мојсовски. Реков, барем според она што го гледаме, Циндрич никако не може да биде адекватна замена за Наумче, но во секој случај млад ракометар што ќе може да даде свој придонес. Го нема Вугринец, јасно му е на Червар дека му треба некој ракометар што може неквалитетно да го замени Вугринец туку, барем да биде закаран дека може да се дигне на удар. Потука Кеџо со своите 204 сантиметри сега е на позиција на десен бек. Да видиме дали евентуално ќе се направи некаков блок за него, но Вугринец сочека многу умно, паметно. Односно, простете, Миркуловски пети погодок за ново изравнување, 22-22. Говоре за Вугринец. А Миркуловски сега застана тука во оној простор меѓу 6 и 9. Едноставно сочека да падне блокот, а потоа да упати удар. Тргнува сега Руезга. Нач. Имаш ли овде чекор повеќе? Чема Родригес. И да видиме, имаше сега чекори од Родригес, иако тој реагира, но претходно мислам дека и Нач греши. Диагонала за Манасков. Штета. Успева да пресече многу храбро Карлос Руезга. Но топката излегува во аут. 5 минути 40 секунди, 22-22. Легуваме во очекувана неизвестна завршница, иако Металург имаше одлична предност во 38-та минута, откако фантастично отвори со серија 5-1 на почетокот на второто полувреме и стигна до 18-13, но реков серија исклучувања, дисквалификација, црвен картон за Вугринец. Сето тоа Веспрем знаеш да го искористи. Кеџо сега фаулиран, ќе има 9 метри во дуел со Терзич. Ванчо Димовски ќе уфрли, јасно е сега потребни се сите потенцијали да се искористи во нападот. Миркуловски спушта за Ванчо Димовски, овој пат прекршок од Нач. Врши Ласло Нач фантастична работа, не само во нападот, туку и во одбраната. Реков, моќен, силен, корпулентен, за искуството не треба воопшто да говориме. Кеџо бие под прекршок, беше јасно дека судиите мора да прекинат играта, да го остават Металург во напад. Завршни 5 минути се мачи да реализира Металург, да дојде до чиста позиција. Кеџо, нема простор, меѓутоа еве го Кеџо одново погодува. Прв гол за Кеџо за ново водство, 23-22. Реков, сега се потребни сите. Леговме во оној период кога не смее да има грешки, ниту во нападот, ниту во одбраната. Иако споменав, во оној критичен период кога се кршеше резултатот, Металург не успеа да издржи, затоа што имаше во серија ракометар помалку на теренот. Еве сега спуштена топка, имаше овде игра со нога, судиите не прекинуваат, но Станич го прекинува овој налет. 13-та интервенција на Станич. Еве го тој момент кога Сулич, мислам дека претходно имаше топката еден контакт со неговата нога, но сега тоа најмалку важно. 13 интервенции на Станич, 23-22 и напата преку Циндрич за екипата на Металург. Лево е Миркуловски. Циндрич на центар, Кеџо ќе влегува на втор пикер. Ќе се отвори тука простор за игра 1 на 1. Да видиме, Циндрич спушта за Георгиевски, не може да заврши Георгиевски. Оттурнат Ванчо Димовски за момент, одново Циндрич, се излече и Манасков. Еве сега, може ли Манасков? Манасков изблокиран, меѓутоа под прекршок таму и Кеџо и Манасков. Минува времето, 3,5 минути, 3:20 до крајот. Миркуловски, Кеџо, сега има позиција, низ зоната, штета. Меѓутоа Ванчо Димовски. Убаво, искусно сочека Димовски. Одбиената топка од двете стативи да се одбие надвор.
на крајот во неговите раце да зголеми на 24-22. А реков дека Антонио Карлос Ортега Перес има уште едно право на тајмаут во завршните 5 минути и проценува дека сега треба да го искористи на 3 минути и 4 секунди до крајот. I ne si više noge moraju raditi, noge jedan je u pičku, sad si dobro preuzimao, što je vrlo bitno, preuzima dobro, razumiš? I noge brze radi, razumiš? I mir, samo mir. I kaj šanse, razlinja, pinta, ideš do kraja. Odbrana ki drži me, samo Obrano, odlično. Ajmo, borba! Ajde! Vojna! 3-4, И добро е што ваква беше проценката да го слушнеме тајмаутот на македонскиот вице шампион. Јасно е, тоа не интересира што се подготвува, како ќе се одигра, иако беше сосем очекувано дека овие плюс 2 ќе треба да се заштитат со добра игра во одбраната. Точно 3 минути до крајот, 3 минути неизвестност во овој надпревар во кој видовме од се по нешто. Но видовме и дека Металург може и без Затман, без Наумче Мојсовски, па и без Вугринец во овие завршни 20 минути. Станич сега одличен во оваа ситуација кога Руезга упати ударно, судиите го враќаат на 9 метри. Нападот на унгарскиот шампион. Надж, лево е сега Руезга. Илич не доби шанса да заигра. Биеше само од 7 метри. Чема Родригес и сега чиста ситуација. Руезга нема гол, има 7 метри. Што видоа судиите, да видиме. Се судрија Ѓоргиевски и Станич. Се е во ред. Но да видиме дали тука од Ѓоргиевски евентуално имаше некаков контакт, па е покажано дека четврти пат на линијата од 7 ќе застанат ракометарите на Веспрем. Илич погоди откако претходно Станич ги одбрани ударите на Тамаш Иванчик и на Терзич. Илич одново е на линијата, а на голот на Металург за прв пат Мијатовиќ. Раде Мијатовиќ и Момир Илич и поуспешен Илич, негов втор погодок, двата од линијата од 7 метри. Намалена предноста на 24 спрема 23. И сега таму обид беше интересен ова на Родригес да ја украде оваа топка. Металург влегува со само еден разлика во завршните 2 минути. Треба ли да подсетувам дека гол во оваа акција ќе го доближи до победа составот на Металург. Циндрич нема простор, се излекува Миркуловски да прифати. Кеџо, Ванчо Димовски одлично чува, но Кеџо под прекршок. Внимателен Надж, знае од каде доаѓа неголемата опасност од искусниот Ванчо Димовски. Па во оној широк кадар може да го следите постојано наче на грбот на Ванчо Димовски заедно со Сулич. Сега испуштена оваа топка и да видиме успева да ја освои тука Руезга. Минута и 20 на секунди до крајот. Не реализираме напад. Тргнува составот на Веспрем. Гулијаш останува десно, Угалде Гарсија е лево. Ево го сега Гарсија, Чема Родригес. Сам тргнува Станич, прекрасно. Не може никој да го изненади Дарко Станич. 14-та успешна интервенција. Колку и Чема Родригес да се обиде да изненади со овој удар. Меѓутоа ја видовте оваа реакција на Дарко Станич. 24 спрема 23. 14 успешни интервенции. Ги подели по 7 во двата дела од надпреварот. 30 секунди. Металург треба да држи топката, но Циндрич не се согласува. Четврти гол на Циндрич, 25-23. Вака е веројатно и многу поубаво кога се става точка со погодок без оглед што ќе се случи сега. Добар блок од Велко Марковски, форсира Чема Родригес, но се е јасно 10 секунди до крајот. Веспрем повтор пат во само 24 часа поразен во Скопје. Уште еднаш Чема за 15-та интервенција на Дарко Станич за победа на составот на Металург со 25 спрема 23. Не треба сега
ovde да има никаква некоректност и така е. Иако имаше и жестоки дуели и многу борба, еве сега во преградка коректно меѓу себе ракометарите и на едната и на другата екипа. Ова беше само пријателски надпревар, но верувам дека и ќе се согласите со тоа, почитувани гледачи, според се она што го видовме не беше баш така, затоа што желбата, амбицијата да се стигне до победа, да се зголеми самодовербата во двата состава практично пред значајните настапи во Лигата на шампионите беше и тоа како присутна, а овие свирежи не се за актерите од двете екипи, туку за делите